Добар ден, почнува Фактор здравје. Ве поканувам и денеска да бидете со нас и секако да ги слушнете деталите од она што денеска го имаме понудено, да останете до крај со нас. Во првата рубрика Истражувањето докажаа, сакам да ги пренесам препораките и она што можеби добро го знаете, но не е на одмет повторно и повторно би рекол да се повтори. Тоа се препораките кои што се однесуваат на летото и летната изложеност пред се или експонираност на сонцето, а според препораките на авторитетите, периодот од 11 до 17 часот е период кога не се препорачува директно изложување на сонцето. Она што сигурно дека треба да го правите и никако не треба да го заборавите е доволното хидрирање и пиењето вода, посебно кај лицата кои што имаат некое хронично заболување, дополнително кај децата. Она што треба уште да се земе во предвид е дека ладното туширање и ладното пред се освежување треба да биде во помали дози изразено со цел да не го оптоварите организмот и да не направите некое дополнително оптоварување кое што и така летните горештини веќе го можат да го направат и секако да ја афектираат кожата, но и внатрешните органи во човековото тело. Го споменав сонцето и високите температури, бидејќи од нивното влијание кожата како најголем орган би рекол е најмногу афектирана или погодена. Во таа смисла денеска во Фактор здравје ќе зборуваме за карциномите на кожата, но повторно би рекол не за да ви сплашиме, туку да ја зголемиме вашата свесност, вашето внимание да го предизвикаме и секако доколку имате некој сомнеш соодветно да реагирате и да попарате лекарска помош или лекарска консултација. На оваа тема денеска во Фактор здравје добре дојде му посакувам на професор доктор Јашар Џенгис, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје, како сте? Благодарам на поканата, добро како и секогаш. Ви благодарам да што прифативте. Радосен сум што сум повторно во студиото, што може да споделиме некои битни работи кои што се важни за гледачите, за да знаат како да се заштитат во овие во овој летен временски период, особено кога станува збор за карциномот на кожата. Да, уште еднаш ви благодарам и јас се радувам што денеска ќе имаме плодна дискусија по паузата за реклами. Ве поканувам да останете со Фактор здравје и доколку имате интерес, слободно да не се јавите во продолжение на емисијата. Со професор доктор Јашар Џенгис, специјалист по патолошка анатомија, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема карциноми на кожа. Кон оваа тема знаете и проверено, веќе би рекол, добродојдени се вашите јавувања и вашиот интерес на 60919224 и 60919225. Професоре, бидејќи зборуваме за тема која што не корелира секогаш со топлото време, но тоа не испровоцира да ја поставиме денеска, знам и има една поговорка или една флоскула која што колегите дерматолози употребуваат дека кожата памети. Што сме правеле во младоста на некој начин ни се враќа. Дали тоа значи дека и овие малигни болести или карциноми се поврзани со експонираноста на сонце, недоволната грижа за кожата или сепак гените се одговорни пред се? Па во главно основата е штетното делување на ултравиолетовите зраци. Сега некај секого може да се јави нели карцином на кожа, меѓутоа имаме случај да имаме пациенти кои што се генетски детерминирани во однос на одредени типови на карциноми на кожа, како што е да речеме планоцелуларниот или тој сквамозен карцином. Исто така постои и така наречен синдром на диспластични невуси. Тоа се луѓе кои што имаат бемки по целото тело и каде што дел од нив, значи, формираат атипични клетки кои што може да преминат во меланом. За тие луѓе е карактеристично и битно да се ја заштитат кожата од едноставна причина, затоа што преголемото делување на ултравиолетовите зраци може да доведе до појава на меланом, конкретно за овие. Додека популацијата на население во однос на базоцелуларниот и планоцелуларниот, тоа се двата останати типови, кои што се нешто почести, во главном, значи, зависи од географската одредница, односно географската поставеност, расата и изложеноста на сонце. Например, да речеме, базоцелуларниот карцином во нашата средина е почеста во руралните средини, отколку во градските. Логички,
ќе претпоставиме зошто е тоа така, затоа што во руралните средини луѓето почесто се надвор, на поле, на нива, каде што се директно под влијание на ултравиолетовото зрачење и од тие причини се подложни на штетното делување и веројатно заради тоа велиме дека имаат поголема веројатност да го развијат базоцелуларниот карцином. Колку што може и да се претпостави, нели, заради влијанието на ултравиолетовото зрачење, овие тумори обично ќе ги најдеме на изложените делови од телото. Тоа се претежно главата, екстремитетите и трупот. Значи, исклучително ретко во гениталниот предел, меѓутоа, кај некои луѓе, ете, сме имале ние случаеви да имаме неоплазми од типот на меланоми во аногениталната зона, што е исклучително ретко. Но се случува, да. Доказ дека во медицината, нели, емпириски еден и еден не е два, секогаш. Нема правило. Нема правило. Правило е дека нема правило. Така и во таа насока, бидејќи кажавте дека токму овие карциноми може да се јават кај секоја популација, она што ме интересира, го споменавте меланомот, кој што можеби е најагресивниот, но за среќа и пореток во однос на другите два типа на карциноми за кои што зборувавте. Да, во однос на инциденцата, базоцелуларниот и планоцелуларниот се почести. Дури има еден податок во периодот од 74 до 90 година инциденцата на овие два карцинома била некаде околу 3 на 1000 жители. Сега таа инциденција е зголемена на 6. Значи дуплирана е. Што значи дека влијанието на сонцето е се поизразено и го наоѓаме тоа како одговор во инциденцата на малигниот меланом, кој што постојано расте во последните 2 децении. Сепак, значи, останува влијанието на ултравиолетовите зраци како еден од факторите кои што вршат тригер на она што велиме генетската контрола на развој на меланоцитите. Меланомот е интересен сам по себе заради... Да, од какви клетки, каква структура е создаден? Тоа се од меланоцитите, значи клетки кои што потекнуваат од неуроектодермот, значи уште во развојот на ембрионот, дел од клетките преминуваат во мозочно ткиво, а дел се клетки кои што се пигментирани и тие во текот на животот мигрираат во кожата, меѓутоа може да се случи и да залутат во некој висцерален орган. Ние сме имале случаеви на малигни меланом на желудник, на жолчно кесе, на ректум, што е исклучително ретко, меѓутоа во текот на таа миграција кај новороденчињата, значи може да дојде до појава на такво насобирање на меланоцитите. Во главно се собираат во подкожното ткиво. Значи има сосема поинакво потекло од клетките од кои што е градена кожата. Да. Има уште еден тип на клетки, тоа се Меркелови клетки. Тие се исто неуроектодермални клетки и тие се клетки кои што ги имаме на кожата, кои што се одговорни за формирањето на оние рецептори, тактилните рецептори, допирот за топло, ладно, груб допир, фин допир, и од тие телца всушност се градени овие Меркеловите клетки. Клетки, да. Меланомот по својата инциденца спаѓа во тумори на кожа кои што се релативно ретки, ќе кажам релативно, во зависност од тоа каде живеете. Значи, во просек некаде 21,8 до 22 заболени на 100.000 жители, што всушност е околу 22.000, околу 22-3.000 од прилика. Да. Меѓутоа, таа инциденција е многу поголема во Австралија, Нов Зеланд и Данска. Да.
Тоа е контрадикторно, можеби, Данска, каде што не толку е силно изразено влијанието. Идејата е во смисол на тоа како ултравиолетовото зрачење делува на луѓето. Предпоставувам дека Данска е ставена во таа шема заради тоа што данците многу патуваат, многу мигрираат, а Австралија и Нов Зеланд се земји кои што имаат голем број на сончеви денови во годината. На прво место во светот е сепак Нов Зеланд по глава на жител. Значи, таму инциденцията е многу поизразена. Белата раса е по-предиспонирана и тоа, повторно ќе речам, белата раса од нордиските земји, Исланд, Норвешка, Шведска, Финска, Данска. Оние атопичари, ако можеме така да се изразиме. Многу е по-ниска инциденцията кај црната раса и кај латиноамериканците. И покрај тоа што тие се постојано на да речем, на сонце, меѓутоа големината пигментација веројатно е некако вид на штит. А тоа што ние нели обично со студентите кога разговараме, кој е по-склон да развие малигни меланом. Ако имате швеѓанец и бразилец на плажа, кој од нив ќе биде по-предиспониран, поризичен, и си ти викаат па бразилецот затоа што е потемен. Не е точно. Швеѓанецот заради тоа што нивото на меланоцити кај него е помал, меѓутоа влијанието на ултравиолетовото зрачење делува на нивно забрзано размножување. Да, и пред да зборуваме за дијагнозата во вториот дел на Фактор здравје, она што е ваш фах во однос на одрекувањето или потврдувањето на овие карциноми на кожа, што е она што треба да го знаат пред се гледачите во однос на патогенезата, клиничката слика и кога треба да се јават кај дерматологот, бидејќи сепак тоа се вашите колеги кои што ви ги праќаат примероците за анализа понатаму. Да, ние за среќа имаме неверојатно добра комуникација и соработка со сите дерматолози во државата. Можам да кажам дека се на вистина стручни во својата работа, кај било кој дерматолог да отидете, значи на вистина е една пофалба за нивната работа и за нивниот труд, затоа што ние стануваме подраче кое што во однос на овие малигни заболувања на кожата, малце сме пред останатиот дел од Европа. Нормално, нели, заради тоа што имаме многу сончеви денови и што инциденцијата кај нас постојано расте. Да. Тоа што треба да се види, да речем, пациентите што треба да го забележат. Ако постоела било која претходно постоечка бемка, нели обична тие што ги викаме младежите, Да. ако почнува да се менува во смисол на големина, форма, боја, тогаш сигурно мора да се јави кај својот дерматолог и со помош на дермаскен да се утврди за каков тип на пигментна лезија станува збор. Да, не значи по автоматизам, нели, дека е малигно заболување, тоа да објасниме, но да се иследи. Точно дерматологот според дермоскенот ќе одреди за каков тип на промена. Се она што е сомнително, кое што не може да се предодреди, да речеме, во однос на таа процедура, на таа метода, во тој случај се прави инцизија, односно се прави вадење на туморот, на бемката со еден дел од кожата во здраво и се праќа на хистопатолошка анализа. Да, за тоа ќе продолжиме понатаму, ако дозволите да ги слушнеме првите две јавувања. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Поздрав до студиото. Благодарам. Поздрав и до вас. Имам едно прашање до докторот. Пиши тов дека карцинома планоцелуларе кутис региов пациеј. Добро. Со димензии 1,5 на 0,6 сантиметри. Добро. Кој е сега прашањето? Па прогностички да ми кажи докторот за понатаму. Добро, благодарам за вашиот интерес. Дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Ало, зборувајте, дали ме слушате? Ало? Да, добар ден, господјо. Добар ден. Да, вие сте во програма на ред. Кој е вашето прашање? Моje прашање имам на рамото на лева страна младеж Добро. и само еднаш бех во Скопје
на доктор и ми рече докторка да дојдем на контрола, меѓутоа јас не бех на контрола, на матичен одам. Добро. И проверува, докторка ми рече да се провери дали мени боја или величина. Ако мени боја и величина, треба да се јавам. Добро. И мислим, штетно ле, она ми рече да се мажам со кантарион, а да не се суши. Али осеќам, како да ви објаснам, чешеме младеж около се. Значи некоја промена чувствувате веќе. Неподношливо, значи иди ми да го скорам, да го откачам. Колку нокат од палецот, толку е голем, значи. Да, добро. Темна боја е. Ќе добиете и вие одговор, останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по втората пауза за реклами. И ја продолжуваме денешната тема во Фактор здравје, карциноми на кожа, тема кон која што и вие и понатаму сте добродојдени на 6091-925 и 6091-924. На моите и ваши прашања во продолжение, одговори натаму ќе ви понудиме преку разговорот со професор доктор Јашар Дженгис, специјалист по патолошка анатомија, кој што својата научна дејност ја извршува на Медицинскиот факултет во Штип, дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а научната дејност во клиничката, секојдневната би рекол се извинувам или клиничка дејност ја извршува во клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, да одговорите прво сакате на господјата или господинот? Прво ќе одговориме на господинот во однос на големината на планоцелуларен карцином на кожа, а ако е направена ексцизија, барем она што го Сигурно е направена. Сигурно е направена. Значи тоа е веќе завршена работа, хирургијата тука го средува целиот дел во однос на терапијата на планоцелуларни карциноми на кожа и таа големина фактички обезбедува долгогодишно преживување. Викаат според статистиката дека базоцелуларните и планоцелуларните карциноми на кожа во зависност од возраста на пациентот, а тоа нели по правило е кај постарата популација, процентот е 100% преживување. Да. Така да всушност пациентот нема потреба од никакви грижи. И господјата што рече во однос промена. на господјата промената. Значи она што фактички низиното прашање се надоврзува на она што ние треба сега да го продискутираме, како ние да препознаеме еден меланом ако претходно постоела некаква сибемка. Постои една формула која што се нарекува ABCD формула во однос на тоа како се развива меланомот. Првото е А, се однесува на асиметрија. Значи, ако земеме една бемка и ја поделиме надолжно или напречно во некоја си замислена рамнина, левата страна е различна од десната или горната е поразлична од долната. Во однос на вториот параметар Б, borders, односно граници, затоа што границите се назабени, немаат некаде се многу јасно ограничени во однос на кожата, некаде па се прелеваат со бојата на кожата. Тоа прелевање е фактички третиот параметар Ц, колор, боја, каде што имате делови кои што се потемно пребоени, делови кои што се посветло, имате делови кои што се розеникаво пребоени, некаде дури целиот тумор не наликува на меланом. Фактички изгледа како обична бубулица со боја на кожа. Тоа се така наречените амеланотични, значи меланомски клетки кои што во себе не содржат пигмент. И Д, последниот параметар е диаметар. Ако било порано 5 мм, сега е 6, па за некој временски период ќе биде 7 мм и како расте тие граници стануваат се понејасни, фактички зборуваме за една прогресија на туморот, значи од некоја бенигна форма која постоела и која што се развива во малигна форма. Така да, пациентката всушност во однос на овие параметри. И чешањето го спомена дополнително. И чешањето, сега чешањето мене ми асоцира на нешто сосема друго. Мислам дека не е меланом, мислам дека станува збор за себороична кератоза. Тоа е друг тип на тумор кој што расте многу брзо, расте над нивото на кожата, кафеавие, меѓутоа бојата е рамномерно распоредена во целиот тумор. Така да тоа е бенигна формација, добро е да го посети својот дерматолог и да ја прифати сугестијата, дали ќе се гори со течен азот или ќе се
направи ексцизија. Мој совет е да се направи ексцизија, затоа што за такви пигментни промени можеме да утнеме. Да, благодарам професоре за овие два одговора. Уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господја Славица, како сте? Јас сум господине Илија, Веднаш ве горен поздрав. поздрав до вас, до прекрасниот, мислим, доктор секоја чест, сите совети ни ги дава. Сакам да прашам дали има некој човек што нема бенки, на пример, ја еве и ја по мене и по моите деца и сам кад бе на одмор да имаше една и така го разчапка, знаеш нели, од изгорено се и почна да ми крвари и јас сите ми исплаши, ама јас сам ви такво хан за плаче, еве толку години поминами. И гледам сега така по телото има уште 2-3 и сакам да прашам докторот дали е страшно, на пример, не сакае ке се осчешеш, на пример, или онака раскрвариш го малце, ама не те боли, не, дали е тој страшно, дали треба да се испита или ќе помине. Зашто да не се плашимо, нели, гледам и деца така имат бенки па се плашат, викам, абе не се плашете, викам, те има сега и доктори се. Да. И тој дали е страшно, или ако почне да боли, дали така да идемо да се проверуваме или па да си како да објасни докторот, не знам како да кажем. Живи и здрави да сте и убав ден да си Убав имате. ден и вам, господја Славица, поздрав до вас и благодарам што се јавивте. Убаво е прашање, дали треба да се посети лекар? Убаво прашање и точно тоа што треба да се напомене дека малигните меланоми во текот на својот раст може да улцерираат, односно да ја повредат, да го повредат најповршниот дел од кожата и да се јави како спонтано мало крварење. Тоа е всушност како оросување на самата кожа, каде што се повредени мали, ситни, капиларни крвни садови. Кога доаѓа до спонтано мало крварење, таа крв се суши и на површината се јавува како круста. Крустата со тек на време отпаѓа и на тоа место се јавува ново крварење. Тие мали, ситни, спонтани крварења во форма на оросување на лезија која што е пигментирана, тоа е веќе знак дека станува збор за малигни меланом. Во ваков случај кога имаме Повреда на бемка. Повреда на бемка, претпоставувам дека тоа не е ништо страшно, дека тоа ќе се зарасне, меѓутоа тоа е траума која што всушност може да доведе до спонтана иритација на промената. Обично тука апелираме да речеме кај машката популација, доколку постои бемка на лице, тие трауми, чести трауми заради бричење, користење на лосиони, може да доведе до иритација на самата кожа и да почне да работи. Тоа е нешто што всушност треба да, на кое што треба да внимаваме. Исто така, како што спомна гледачката всушност, во однос на тоа дали треба да се внимава да не се повреди. Обично кај сите ние имаме некаква си бемка. Не постои човек што нема бемка. Не постои човек. Она што за мене е најопасно се бемки кои што не ги гледаме, а тие се во косматиот дел од главата. И обично имаме случаеви да веќе имаме појава на метастаза, а примарниот тумор не можеме да го најдеме. Ќе ви кажам пример од пракса, значи сме имале пациент со извадена лимфна жлезда на врат и уште еден пациент со извадена лимфна жлезда под фазовната јама, каде што едноставно не сме можеле да ја донесеме диагнозата и со сите можни тогашни испитувања, значи сме предпоставувале што може се да дојде во предвид. Јас ја памтам на девиза на мојот покоен ментор професор Ставрич, кога се мислиш меѓу карцином и сарком и кога не знаеш од каде може да дојде метастазата, секогаш помисли на меланом. И неколку пати ми има враќано во однос на диагностиката, оди пронајди го пациентот и прашај дали некаде на телото имал некаква бемка која ја горел. Тие два случаеви кои што и ден денеска ги памтам се всушност пациенти кои што имале бемка на грб, која што ја гореле и после известно време се појавиле метастази. Таму бил одговорот Тоа всушност бил на диагнозата, одговорот. да. Она што е многу интересно кај меланомите, Тебе и диагнозата веќе ја како што начнавте, да. знаат да прогредираат, значи од
пигментирана лезија 5-6 милиметри да порасне за 1 милиметар, да почне спонтано да крвари, да ја менува бојата, да ги менува границите, да се скачува лесно над нивото на околната кожа, се зборува за еден прогресивен ток. Меѓутоа, кај некои луѓе, тој прогресивен ток може и да не се забележи, особено да речеме ако е на коса. И може да дојде само до спонтано крварење кога се шишаме или кога се фарбаат женската Жените, популација. Бидејќи косата или влакната го кријат. Го кријат тоа. Меѓутоа, во моментот кога тоа ќе почне да расте, може истовремено да се најде на феномен на регресија, односно самиот тумор спонтано да се повлече. Тоа е феноменот на меланомите. Меѓутоа, од клинички аспект гледано, тоа не е добро. Да, туморот беше голема бемката, сега е 2 милиметри. Се повлече, да. Меѓутоа, клетките од примарното жариште се веќе отидени на друго место. И мораме да ги бараме метастазите во регионалните лимфни јазли. Најстрашниот момент со меланомите е што во однос на генезата, значи клетките од кои што е создаден, значи меланомите имаат афинитет да метастазираат во мозок, значи да се вратат дома од ткивото од кое што се направени, од кое што Уште рековте интраутерино или во матката, уште во матката, во ембриолошкиот развој. Така да тоа е еден интересен феномен со овој малигном кој што за среќа во денешно време бргу се открива, повторно ќе повторам за среќа на нашите дерматолози кои што навистина многу добро со сите можни техники успеваат да го препознаат и да интервенираат на време со ексцизија која што некогаш е и сосема доволна како третман, односно како хирушки третман. Да, и пред да го слушнеме следното јавување, професор, уште сакам да ја прашам колку дијагностички овде ви е олеснета вашата работа во однос на дијагнозата и стадиумот со оглед на фактот дека кожата е лесна за достапност, за палпирање, за допир, за клинички преглед. Да, она што ние го добиваме, тоа е исечок од кожа. Да, веќе рекоте. Сите потребни информации, затоа велам и контактот и комуникацијата со дерматологот е битна, затоа што сите дополнителни информации што ќе ги добиеме од клиничарот, всушност нам ни даваат една историја на болеста, како се развивало и како тоа изгледа во живо. Затоа што некогаш ние имаме навистина тешка работа да препознаеме инвазивен меланом. Имаме еден куп гранични лезии, промени, пигментирани промени на кожа кои што може да бидат во форма на лентиго, тоа е, значи, имате само меланоцити кои што се долж границата на површниот со длабокиот дел од кожата. Имате промени кои што се гранични во смисол на тоа да, диспластичен невус може да малигнизира, меѓутоа не мора да значи. Имате невуси кои што покажуваат изразена активност во смисол на епидермотропизам, да всушност личат страшно, а делуваат бенигни. Безопасни. И обратно. Изгледа многу јадно, многу едноставно, а всушност да станува збор за меланом. Особено кога зборуваме за оние големи бемки по 3-4 сантиметри, пошто правилото во дерматологијата е да кога имаме лезија поголема од 6 сантиметри, од 6 милиметри и која што нагло ја менува бојата, секогаш треба да помислиме дека станува збор за меланом. Меѓутоа имате луѓе кои што од раѓање имаат големи бемки по 2-3 сантиметри. Ако во рамките на таа бемка нешто се случува, тогаш велиме дека имаме така наречен површен тип или superficial spreading, меланом кој што се шири само на површината. Да. Не оди во длабочина, а еден од критериумите за одредување на инвазивноста на малигниот меланом е на микроскоп да се одреди колкава е длабочината на инфилтрација на малигните клетки мерена од површниот слој на епидермот до последниот клетка во длабочина. Така да од тука зависат и параметрите на преживување. Колку е подлабоко, толку е послабо или полоша прогнозата. прогнозата, да. Благодарам, да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Кој е вашето прашање? Моето прашање е лани се соочивме ние со керката на 23 годишна возраст.
со онај површински, како се викаше. Superficial. Меланом, како што објасни сега. Не, меланом, туку циркуларен. Базоцелуларен. Базоцелуларен. Да. Базален, Да. така. Добро. Значи, базален, дека Добро, кое е сега прашањето ваше? Тоа хируршки беше извадено, значи случајно се откри при естетска корекција бемче над устата што сметаше на девојчето, тоа го отревме кај носот како 2-3 точки, Добро. кои што со години стоеа. И на кои што јас реагирав, но сите ме правеа нели параноична. Испадна хирургот кога сакаше да вади таа бемка, бараше да се испита другата и испадна таа опасна. Нели ја извадивме и сега ме чуди, слушав дека за таа бемка обично се јавува ке постари луѓе. Што е причината за тоа се случи на 23 годишна девојка? Дали ова доволно од информациите? или Да, видите? доволно е од информациите, ако едното било база После се тоа кажаа дека не треба ништо, дека само се отстрани, тоа беше пред година и пол, се тие во ред, добро, од страната нема, дури ни лузната не е видлива, еднаш годишно да година и пол на прегледи Контроли. на кожата. Има доста бемки и уште ова, извадивме уште 3 на грбот, кои што се обични, сепак. И сега дали ние со тие толку многу бемки, што е за нас решението да не дојде до нешто, дали да ги вадиме? Благодарам за Или вашиот... нема врска тоа Да. со тоа? Благодарам за интересот и посакувам секое добро на вашата керка. Сите бемки сигурно, професоре, не може да се извадат. Да се извадат, тоа е Дури да се малку, да. дефинитивно, мислам, парадоксална работа. Втора работа што е битно заради тоа што се јавило на млади години, станува збор за јувенилен меланом, тоа е Што и го имате сигурно во вашата тоа е клиничка друг пракса. тип, да речеме, или јувенилен диспластичен синдром на невуси, што суштост го зголемува ризикот за појава на меланом. Она што кај овој тип на пациенти е најдобра препорака да не се изложуваат на сонце, или ако евентуално мора да користат фактор на заштита, обавезно. Значи 50-60 какви веќе се има фактори, не знам ни јас на маркетот, меѓутоа тоа мора да биде заштитено и секогаш да се носи лесна облека која што буквално ќе го покрие делот од телото каде што се наоѓаат овие бемки. Ја не викам дека сите се опасни, меѓутоа постојат дел од нив кои што всушност треба постојано да се контролираат, така да Тоа е најдобра превенција, сигурно, да се оди на контроли. Значи, луѓе со диспластичен синдром на невуси, значи, ќе мораат барем 2 пати во годината да го посетат својот дерматолог за да направи едно скенирање на оние бемки кои што ги има и евентуално на време да се потенцира опасноста дали има некоја од нив која што би направила малигна трансформација. Да. И последното прашање, професоре, се однесува на она што и го кажа најголем дел од гледачите, дека хируршки се интервенирало. За среќа, оваа малигна болест со хирургијата на некој начин завршува и дали може да зборуваме за конечно излекување кај овие пациенти, како добра вест кај овие малигни болести во споредба со другите. Така, постои една многу добра скала, односно табела на тоа, како што споменав, колку е подлабок туморот. Тука се милиметри во прашање, значи зборуваме крајната граница е 4 милиметри. Сите тумори што се под 4 милиметри, значи имаат многу висок процент на преживување, кој што всушност опаѓа со, односно се зголемува со возраста. Колку е постар пациентот, нели процесот е поспор, метаболизмот е поспор, така да кај нив процентот на преживување е многу висок. Значи имате пациенти кои што имаат меланом 7, 8, 9 години и се уште се живи. Значи зборуваме за еден висок процент. Во статистиката стои некаде околу 85% од пациентите имаат 7 годишно преживување. Меѓутоа зборуваме за оние површни типови на меланоми. Што е подлабока лезијата? Процентот на 7 годишно преживување е помал, така да лези над 4 мм, процентот се движи меѓу 35 и 65%.
100%. Да. Ви благодарам со овие информации, ќе ја затвориме оваа тема и ќе ви се заблагодарам што бевте гостин, со надеж дека повторно ќе не удостоите со ваше присуство и ќе дискутираме на интересен начин за некоја повторно страшна болест, бидејќи сето она што го работите за жал нема убава работа, но убавото е во тоа што рано се препознава, третира и секако преживува доколку тоа се открие. Благодарам на поканата уште еднаш, секако дека ќе присуствувам на било која друга тема која што ќе ја решиме да ја дискутираме. Да, нашата работа е исклучително одговорна и тешка. Не за чудо и никој не ќе да го работи ова што велам јас како патолог, неатрактивна професија, меѓутоа е од исклучително значење, особено она што го збориме, нели, хирургијата во овој случај решава се. Освен ако не станува збор за пациенти кои што имаат метастатски меланом, каде што терапијата оди малку потешко, меѓутоа сепак постои таргетирана терапија со биомаркери. Да, ви благодарам уште еднаш, ви посакувам секое добро, професоре. Професорот доктор Јашар Дженгиз, специјалист по патолошка анатомија, беше денешен ваш и мој гостин во студиото на Фактор здравје. Благодарам за вниманието и соработката и ви посакувам пријатен ден. Пријатно.